Познатиот дух, традиција и природни убавени на Вевчани и годинава се главна инспирација за бројни домашни и странски уметници. Стартуваше новото издание на меѓународната ликовна колонија Вевчански видувања. Настан кој веќе традиционално 16 години го позиционира ова место како важен културен центар. Годинава креативна енергија во автентичниот вевчански амбиент ќе споделат уметници кои доаѓаат од 5 различни земји, меѓу кои Македонија, Србија, Романија, Полска и Украина. Председателката на колонијата Вевчански видувања, Ефимија Угриновска-Кукоска, нагласува дека овој настан не само што придонесува за збогатување на македонската ликовна ризница, туку нуди и одлична можност за културна размена, дружење и промоција на македонскиот туризам и традиција пред меѓународната јавност. Во овие 10 дена во Вевчани ќе творат и ќе уживаат во природните убавини на Вевчани и овој наш прекрасен регион. Ние секоја година за уметниците организираме тури наоколу за да можат да ја запознат Македонија, посебно овој дел ги носиме до Охрид, до Струга неизбежно, значи да го запознаат Охридското езеро, ги носиме до Бигорски, Рајчица и така. Заминуваат, се надевам, со добри импресии од Македонија и од нашата колонија. Што е најимпресивно од вевчанската природа? Па секако тука е природата и водата која што тече на сите страни, која што жуборка од секаде, чистиот воздух и архитектурата исто така се најголемите инспирации, се проникнуваат во нивните дела, се гледаат елементи, меѓутоа секогаш настојуваме темата на самите уметници кои што творат да биде слободна и не ги ограничуваме во тоа што треба да опфатат со нивното дело, така да сметам дека имаат доволен извор на инспирација во Вевчани и тоа се гледа по нивните прекрасни дела понатаму и на изложбите. Сликарот Зоран Јакимовски веќе трета година е учесник на колонијата. Едно од неговите дела беше во колекцијата што беше представена во Њујорк. Ова слика што е од позадина, домаќините ја ставиле како една од експонатите, со втората слика од представува архитектурата на Вевчани, гледано од прозорот од вие инженери каде што престојував. Ја слика во собата, така да не е чисто реално, него е со некоја имагинација. Представен е виорот на ветерот, завезата, упорноста на љубезноста на народот со тоа небо кое е, како да кажам, со виори некои внатрешни. Овие колонии се од многу големо значење. Јас, како студент на Белградската академија 1974 година, тогаш бев втора година на Ликовната академија од Белград, ми беше првата колонија во Прохор Пчински, тогаш формирана, и многу работи научив од постарите колеги, од импрегнација на платно, од главниот мотив, колоритот, како се поставува, се учи многу. Младите уметници кои доаѓаат тука, кои се дружат со нас, ако сакаат, можат многу да научат. Дел од годинешната програма се и проектот за млади сликари таленти и четвртата детска ликовна школа, која ќе ја води професор Маријана Костојчиновска-Узунчева. Тоа е четвртата летна ликовна школа за дечиња, кои што се од 6 до 14 годишна возраст, во склоп на вевчанските видувања во мултикултурниот центар во Вевчани. Ќе работат со професорката Маријана и низиниот ментор Иван на работилници и ќе се спознаваат со уметноста на најдобар можен начин. Делата создадени на годинешната колонија ќе бидат представени на изложба во Прага.